добре дојдовте. Сите мислиме дека имаме 5 сетила, нели? Но што ако тоа е само почетокот на приказната? Што ако нашиот мозок е вистински архитект кој постојано ја гради реалноста што ја доживуваме? Ајде заедно да ги откриеме скриените алатки што ги користи за таа градба. Па, ајде да почнеме со едно прашање на кое сите мислиме дека го знаеме одговорот. Колку сетила на вистина поседуваме? Размислете добро за момент. Секако првото нешто што на сите ни паѓа на памет е бројот 5. Вид, слух, допир, вкус и мирис. Тоа е лекцијата што ја учиме уште од мали нозе, зарем не? Но таа бројка, таа е само врвот на еден огромен леден брег. Вистината е дека имаме многу повеќе начини на кои го перципираме светот, а повеќето од нив работат сосема скриено, длабоко во нас. Добро, ајде прво да им оддадеме почит на класиците, добро познати играчи, кои ни помагаат да го разбереме светот околу нас. Постои и научен термин за ова, се вика екстероцепција. Најлесно е да ги замислиме како наши прозорци кон надворешниот свет, кои постојано собираат податоци за се што не обкружува. Сега, погледнете го ова. Она што е навистина фасцинантно е апсолутната доминација на видот. Неверојатни 80% од сите сетилни информации што ги обработуваме доаѓа директно преку нашите очи. Тоа го прави видот апсолутен крал на сетилата. А сега да зборуваме за еден интересен пар – вкусот и мирисот. Често мислиме на нив како на две одделни работи, но вистината е дека тие се неразделен тим. Тие се партнери во создавањето на она што го нарекуваме вкус. И еве еден факт што можеби ќе ве шокира. Околу 80%, да, 80% од она што го доживуваме како вкус, всушност доаѓа од нашето сетило за мирис. Сега има смисла зошто храната е толку безлична кога сме настинати, нели? Носот е блокиран, па партнерот го нема. И секако, тука се и другите херои. Слухот, кој ги претвора вибрациите во воздухот во музика и разговори. Допирот, кој е нашата жива граница со светот. И мирисот, таа неверојатна временска машина што може да не врати во најраното детство со само еден здив. Океј, досега зборувавме за тоа како го доживуваме светот околу нас, но додека сме фокусирани надвор, во нас се одвива цел еден универзум од сензации. Време е да го свртиме погледот навнатре. Добре дојдовте во внатрешниот свет. Овде работат некои навистина скриени, тивки оператори кои постојано ја следат состојбата на нашето тело. Првото е проприоцепција. Ајде да пробаме нешто. Затворете ги очите. Сега, обидете се да си го допрете врвот на носот со покажалецот. Успеавте, така? Епа токму тоа е проприоцепцијата на дело, внатрешниот GPS на нашето тело. Потоа го имаме вестибуларното сетило. Тоа е нашиот внатрешен жироскоп, скриен длабоко во увото. Тој ни дава чувство за рамнотежа, за движење и за гравитација. Благодарение на него, знаеме која страна е горе, дури во целосен мрак. И тука е ноцицепцијата. Може би звучи комплицирано, но тоа е едноставно сетилото за болка. И ова е клучно. Болката не е само премногу допир. Тоа е сосема посебен, специализиран алармен систем кој му вика на мозокот: внимание, нешто опасно се случува. Значи, зошто сето ова е важно? Затоа што овие внатрешни сетила не се само некакви занимливости, тие се буквално нашиот невидлив систем за одржување во живот. Го регулираат секое очукување на срцето, секој здив, ни кажуваат кога ни треба храна, кога ни е ладно и директно влијаат на тоа како се чувствуваме. Тие се тивките чувари на нашата внатрешна рамнотежа. Добро, ги имаме надворешните сигнали, ги имаме и внатрешните. Големото прашање е како мозокот го зема целиот тој хаос од информации и го претвора во нашето свесно искуство. Врската е неверојатно директна. Замислете го мирисот на свежо печени колачи. Тоа не е само мирис, нели? Тоа е директен пат до центрите за награда во мозокот. Тоа е носталгија, тоа е чувство на сигурност и удобност. Од друга страна, острата, ненадејна болка. Тој е моментален аларм што предизвикува страв. И не застануваме тука. Сетилата се и самата основа на тоа како учиме.
Сигурно сте слушнале за визуални, аудитивни типови на луѓе, оние што учат со гледање, слушање или со правење. Но вистинската магија се случува кога ќе ги споиме. Кога ќе вклучиме повеќе сетила, меморијата и разбирањето стануваат многу подлабоки. И ова не носи до можеби најважната поента од сето ова. Мозокот не е само некој пасивен приемник на информации. Тој е маестро, диригент кој ги зема сите овие различни инструменти, видот, слухот, рамнотежата, болката и ги компонира во една неверојатна кохерентна симфонија. Таа симфонија е нашата реалност. Па каде не остава сето ова? Која е конечната слика што треба да ја понесеме со нас? Често пати мислиме дека сетилата се како прозорци или камери, дека тие само пасивно ја примаат реалноста онаква каква што е. Но тоа не е ни блиску до вистината. Вистината е далеку повозбудлива. Нашите сетила не ја примаат реалноста. Тие активно ја градат. Светот што го доживуваме е едно вистинско ремек дело, конструирано секоја секунда од нашите сетила и нашиот мозок. И можеби најдобро го сумирал ова античкиот филозоф Аристотел, кој рекол: ништо не е во интелектот што прво не било во сетилата. Со други зборови, се што знаеме, се што чувствуваме, се што сме, започнува токму тука, со нашите неверојатни и често пати скриени сетила.